Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не пред нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви одбрав за денес. Киро Глигоров одбил $100 милиони мито од Грција за да го смени името, што покажуваат декласифицираните документи од ЦИА за првиот председател на Независна Македонија. Ако Глигоров одбил 100 милиони, за колку СДСМ го продаде името? Заев и Филипче енормно се збогатија по 7 години власт, вели ВМРО ДПМН. Скандал на судењето на доктор Жан Митрев. Обвинителството им сугерирало на наводно оштетените колкави одштети да бараат. Премиерот ги охрабрува жртвите на семејно насилство да не ги повлекуваат пријавите. Мицкоски изрази жалење за трагедијата во Карпош. Со владиниот авион се враќаат дома. Успешно завршена евакуација на македонците од Израел. Нема простор за паника, залихите се стабилни. Премиерот Мицкоски вели дека состојбата со горивата е под контрола. Аудито на Мерко ќе се продава со почетна цена од 21.800 евра. Еве што ќе купи општина Струга за тие пари. 66 тендери од ЕСМ ги врзуваат Филипче и Заев со Путин. Онишченко и конзулот Марковски се дел од приказната, тврди ВМРО ДПМН. 10 тони токсичен отпад отстранети од Институтот за јавно здравје. 10 години бил неправилно складиран. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Адвокатот Тони Менкиноски соопшти дека властите во Бугарија му изрекле забрана за влез во земјата во траење од 10 години, оценувајќи одлуката како скандалозна и како притисок врз неговата адвокатска работа. Менкиноски најави дека ќе одржи пресконференција на која ќе ги соопшти деталите за одлуката како и околностите под кои му изречена забраната. Според него, мерката е директно поврзана со неговата работа како правен застапник на македонците во Бугарија пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Адвокатот тврди дека со ваквата одлука се прави обид да се замолчи неговата активност во случаите поврзани со правата на македонската заедница во Бугарија. На пресконференција, како што најави Менкиноски, ќе бидат презентирани можните причини за ваквата одлука, но и последиците што таа може да ги има врз правото на адвокатите слободно да се движат и да ги застапуваат своите клиенти пред меѓународните институции. Забрана за влез, но овој пат во Грција им направила проблем на неколку македонски пејачи и познати личности. Во подкаст на телевизија Сител, пејачката Елена Јовческа откри дека добила 10 години забрана на влез кај јужниот сосед, додека денес привлесе под посебни проверки од грчката полиција. Пеев македонски песни во Грција со македонско знаме и добив забрана за влез 10 години, вели Јовческа во подкастот. Меѓу тие што се соочиле со грчка забрана за влез се и Сузана Спасовска, екс-новинарот Горан Момировски и многу други граѓани.
Киро Глигоров, широко познат како старата лисица на Балканот, останува една од најенигматичните и најстратегиските фигури на југословенската транзиција. Документи што неодамна се декласифицирани од архивите на американската разузнавачка служба ЦИА го потврдуваат овој епитет, откривајќи ја неговата внимателна дипломатска игра во раните 90-ти години, пренесува албанската новинска агенција ИНА. Според документ на ЦИА од ноември 1992 година се изнесуваат детали за тоа во која насока се движела Македонија како ново формирана држава по отцепувањето од поранешна федерална Југославија со новиот лидер кој доаѓал од Белград. Во време кога регионот тонел во крвопролевање, Глигоров успеал да маневрира меѓу силните притисоци од Грција, ризикот од Белград и натрешните етнички тензии со албанците. Во разузнавачките извештаи тој бил опишан како мудар реформатор со извонредно владење на стратегиските детали, пренесува ИНА. Документот открива изненадувачка заднина и покрај итната потреба од економска помош. Глигоров одбил приватна понуда од грчки функционери во износ од $100 милиони со услов да се смени името на државата. Киро Глигоров ги оценил грчките барања како целосно неразумни, изјавувајќи дека Македонија никогаш нема да ги прифати. Тој инсистирал дека Македонија дала доволно докази дека нема територијални претензии кон соседите, истовремено изразувајќи длабоко разочарување од Европската заедница, која ја поддржала грчката вето политика, пренесува ИНА. На регионален план Глигоров имал многу внимателен однос кон Белград, иако се обидувал да одржи комуникација со лидерите од поранешна Југославија. Тој решително ги одбил обидите на српскиот председател Слободан Милошевиќ да го убеди да формира асоциација со преостанатата југословенска држава доминирана од Србија. Документите потврдуваат дека Глигоров немал доверба во Милошевиќ и го сметал заедно со хрватскиот председател Фрањо Туџман за главни одговорни за крвавата југословенска криза. Наспроти тоа, тој воспоставил блиска соработка со председателот на Босна Алија Изетбеговиќ, со кого бил во постојан контакт за координација на чекорите за заштита на суверенитетот. Одржувањето на внатрешната стабилност била најтешка задача на Глигоров со оглед на тензиите меѓу големата албанска етничка заедница и десничарската партија ВМРО-ДПМН. Неговата стратегија се темелела на нагласување на индивидуалните права на граѓаните наместо на колективните права, пристап што бил прифатен од умерените албански лидери, иако тие ја обвинуваат владата за недостиг на чувствителност. Се смета дека авторитетот на Глигоров бил клучен фактор што ја одржувал кревката владина коалиција во која учествували и албанските партии. За да ги ограничи радикалните структури во ВМРО, тој паралелно работел на зајакнување на врските со Бугарија и Турција, а воедно барал политичка поддршка од големите сили, како Соединетите Американски држави, Британија и Франција. Документот содржи и детали од биографијата на поранешниот македонски председател Киро Глигоров, опишувајќи го како политичар и технократ кој со децении служел на највисоките финансиски и извршни функции во федерална Југославија. Pesmi se ispejani za junaštva tak, za predavstva tak. Ušte narode, ne si razbuden, te zamolčile, te zatajile.
Ако Киро Глигоров одбил 100 милиони долари за промена на името на државата, како што стои во документите на ЦИА, тогаш се поставува прашањето колку пари зеле Зоран Заев и неговиот ученик другар Венко Филипче за промена на името, поточно за завршување на таа работа. Вака тврди ВМРО ДПМН во соопштение до јавноста, велејќи дека прашањето логично следи по последните објави на американската служба ЦИА. Дополнително, има ситуација која говори дека Зоран Заев и Венко Филипче по 7 години власт енормно и необјасниво многу се збогатиле. Тоа се гледа од тоа што првиот купува удели во авиокомпанија, а вториот има златна виза во Дубај. Ова логично прашање заслужува одговор од неколку аспекти. Прво, станува збор за прашање од важност за државата и граѓаните. Второ, ако зеле пари, тоа се нелегални активности. Граѓаните заслужуваат одговор на ова логично прашање, кое се отвори по објавата на документите на ЦИА, во кое се вели дека Глигоров одбил понуда да земе пари. Значи, ако Глигоров одбил, а истото прашање го затворија Заев и Филипче, тие треба да одговорат за колку пари сториле предавство, велат од ВМРО ДПМН. Čuvam večna straža za da ne ja izgubam. Spite angeli, ne budete ja, jaske čuvam večna straža za da ne ja izgubam. Ne ja da ne zaplačam, da ne vidim grubo solo tvoj. Pejam da ne zaplačam, nema ne za moj nespokoj. Voda da je nesobirljiva, ljubov da je nepomirljiva. Voda da je nesobirljiva, ljubov da je nepomirljiva. Spite angeli, ne budete ja, jas je čuvam večna straža za dane ja izgubam. Kje se nasmeš, nemirna voda se gde izbiva, sada ne mi presuši, žedno ja ispivam. Spite angeli, ne budete ja, jaske čuvam večna straža za dan. Ja izgubam.
ne pomirljiva. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе предлог за продолжување на мерката краткотраен притвор за нови 48 часа за Стојанче Јовановски, сопруг на Ивана Јовановска, која заедно со нивната ќерка падна од 6 кат во Скопски Карпош. Обвинителството соопшти дека притворот се продолжува бидејќи се постапува по издадени наредби за вештачење на 3 мобилни телефони и на други предмети. Се обезбедуваат и анализираат видеозаписи од повеќе критични локации, а се обезбедува и целокупна документација за претходни поплаки и пријави за семејно насилство кои се однесуваат на осомничениот и починатата жена. Дополнително се превземаат и други действија од значење за докажување на кривични дела чии елементи се испитуваат во моментов. Ивана и Катја Јовановски во понеделникот околу 14 часот починаа по пат од 6 кат од зграда во која живееа. Стојанче Јовановски се сомничи за семејно насилство и за наведување на самоубиство. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи снаубава. Тама нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Прва радост ваша, сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, Валантовски сват
ке свират до забајле. Едине се жени, мили татко мoj, нале ракија и вино, јас сум родо твој. И за сета љубов јас ќе ви се одолжам, твој ѓалоза, мили татко, ќе ја продолжам. Сака да ви наздрави, еј, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари, велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Сака да ви наздрави, еј, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари, велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Апелирам до сите жртви на семејно насилство сето тоа да го пријават и да останат на пријавата и да не ја повлекуваат, затоа што ако се повлече пријавата, тогаш центрите за социјална работа и Министерството не можат ништо да направат, рече премиерот Христијан Мицковски одговарајќи на новинарско прашање во контекст со настанот во Скопски Карпош. На вистина трагедија, жалам за тоа што се случи во минатото, што се случува и претпоставувам дека ќе имаме вакви настани и во иднина. Но тој број треба да го намалиме. Ние како држава и како влада ќе застанеме целосно во функција на жртвите на ваков тип на девијантно однесување. Ги молам сите оние жртви на девијантно однесување да не се повлекуваат кога ќе пријават, рече Мицковски. На новинарско прашање за барањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски да поднесе оставка поради трагедијата во Карпош, премиерот рече дека опозицијата бара оставки секој ден и од секого. Без разлика на тоа какви се нивните аргументи, институциите постапуваат, а министерот Тошковски на пресконференција направи јасна ретроспектива на тоа што и како се случувало, така што јас нашата безидејна опозиција не би сакал да ја коментирам. Јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е најголемата опасност врз македонскиот идентитет и македонската држава и ги замолувам граѓаните со резерва да ги прифаќаат сите оние лажни конструкции и соопштенија кои доаѓаат од Бихачка, бидејќи тие имаат само една цел, а тоа е да го разнебитат македонското ткиво и да зададат удар врз македонскиот идентитет, рече Мицковски.
si tuka ti, со солзи во очиве, те молам врати се, умирам за тебе. Mlada su mi ubava, a vo gradi dušava, umira za tebe, dojdi pobaraj me, na drug ne davaj me, što ke mi sebi seri, koga ne si tuka ti, со солзи во очиве, те молам врати се, умирам за тебе. На последното рочиште од судењето на кардиохирургот Жан Митрев се случи нов скандал. На рочиштето се вршеше распит на сведок. Оштетената Имиджиль Шахини, која прашана од судот, изјави дека не го разбира македонскиот јазик и бара преведувач за да го даде исказот. Давањето исказ се одвиваше преку овластен судски преведувач од македонски на албански јазик. Одбраната го посочи записникот за сослушување на овој сведок составен на македонски јазик и подпишан од сведокот и од обвинителот без преведувач, со износ на побарана одштета наведен во обвинителниот акт, сосема различен од она што оштетената преку преведувачот го побарала. Различно беше и образложението на сведокот. По приговорот на одбраната, обвинителот кажа дека износите наведени во обвинителниот акт биле проста математичка операција. Според одбраната, законот не му дозволува на обвинителот да прави математички операции, туку обвинението да го заснива на исказ на одштетен даден на јазик што го познава, пишува порталот mkd.mk. Познавачите на правото наведуваат дека испитување на одштетен кој не го познава јазикот без преведувач представува груба повреда на законот и уставот и обвинението не смеело да биде одобрено со таква повреда. Јавноста веќе беше информирана за сличен скандал на истото судење кога во записникот на обвинителството од сослушуван сопруг на одштетената тој се потпишал под името на одштетената. Познато е и тоа дека обвинителката групно сослушувала сведоци во иста просторија и ги диктирала изјавите на секој сведок пред останатите присутни сведоци, откако претходно на групата ја објаснила зашто се сослушуваат. Вака прибавените докази се незаконски и контаминирани, коментираат експертите. Професор доктор Гордан Калајджиев во врска со ваквите постапки на обвинението изјави: не е законито ниту професионално јавното обвинителство да им сугерира на сведоците дека се измамени, односно жртви и оштетени, уште помалку да сугерира што да изјават пред судот. Тезата на обвинителството треба да произлезе од изјавите на сведоците, а не обратно. Ова укажува на сериозна опасност дека процесот е монтиран. Битно е и тоа дека сведоците, односно пациентите, најчесто немале никаков директен контакт со докторот, а тврдат дека лично ги измамил.
pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto sozi daleja? Dajte pesna da peja. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Plejte pesna zaleja. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, zapejte mi, ej, drugari. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto suzi daleja? Dajte pesna da peja. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Евакуацијата на македонските државјани од Израел е успешно завршена откако со владиниот авион полетаа кон Скопје, информира министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој преку објава на социјалните мрежи соопшти дека Министерството целосно го координирало процесот на евакуација на сите македонски државјани кои изразиле подготвеност да ја напуштат земјата поради безбедносната состојба во регионот. Министерството целосно го координираше процесот на евакуација на македонските државјани од Израел, кои со владин авион полетаа од Шарм ел Шејк кон Скопје, информира Муцунски. Според Муцунски, станува збор за сложен процес кој барал сериозна координација меѓу дипломатско-конзуларните представништва, како и строго почитување на безбедносните процедури и постојана комуникација меѓу надлежните институции. Муцунски информираше дека во меѓувреме е финализирана постапката за склучување договор со компанија која во следните денови треба да започне со реализација на летови за евакуација на македонските државјани од други подрачја погодени од воениот конфликт.
Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и понатаму останува на 24 часовно располагање на македонските државјани за секоја потребна помош и поддршка, порача Муцунски.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Во рамки на Институтот за јавно здравје, лоциран во комплексот на клинички центар, повеќе од 10 години се чувале 10 тони опасен хемиски отпад, што можел да предизвика хаварија и представувал голем ризик за здравјето на луѓето и безбедноста. Како што информира директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, отпадот е моментално безбедно отстранет и нема да остане во државата, туку ќе биде согорен надвор. Станува збор за исцедоци од лабораториски анализи, хемикалии од различен вид и во различна агрегатна состојба. Според Андоновска, отпадот бил многу лесно испарлив и запалив, поради што и представувал голема потенцијална опасност. Немавме упатство за управување со отпадот, но веднаш ги алармиравме институциите. За среќа избегнавме хаварија и го отстранивме. Очекувам одговорност, истакна Андоновска. Според технологот Трајче Србиновски, кој бил дел од тимот ангажиран за отстранување на отпадот, во државата има многу вакви жаришта и опасноста од нив е многу голема. Неколку јавни институции не повикуваа да направиме увид, да се детектираат критичните точки. Чистењето зависи од обемот на хемикалиите, на начинот како се складирани и цената е можеби висока, зашто активна депонија немаме, објасни Сибиновски. За сега не се знае каде отпадот од Институтот за јавно здравје ќе биде извезен и согорен. Мојта приказна грудка вгради што ми тежи да си олесна. Млади бевме, луди бевме и се сакавме. Вечна љубов тур до гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја виде. Клета судба како сабја нас не пресече.
Општина Струга информира дека на 16 овој месец ќе се одржи аукција за продажба на автомобилот Audi A6 со почетна цена од 1.344.636 денари или околу 21.800 евра. Аукцијата, како што соопшти општинската прес-служба, ќе почне во 10 часот на интернет страницата estvari.mk. Со средствата од продажбата на автомобилот ќе се набави комбе, кој ќе служи за потребите на општинската администрација и спортските клубови од градот, се вели во информацијата. Оттаму информираат дека огласот за продажба на подвижни предмети патничко моторно возило преку електронска аукција е објавен и во службен весник. Ги покануваме сите заинтересирани да учествуваат на оваа аукција. На аукцијата ќе бидат објавени сите информации за возилото, како и потребните упатства за аплицирање, информираат од општина Струга. Автомобилот Audi A6 кој општина Струга го купи за 67.000 евра во времето кога градоначалник беше Рамис Мерко, крена дебата во јавноста дека е набавен во време кога општината била со блокирана сметка. Против Мерко се водеше судски спор на кој судот во Струга одлучи дека нема вина за набавка на луксузното возило. Opadna magla, vo pole
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Бројните тендери од претходната влада на СДСМ за фирмата на Борче Марковски, почесниот конзул на Белорусија во Македонија, се доказ за врските на СДСМ со рускиот лидер Владимир Путин, обвинува ВМРО ДПМН во соопштение до јавноста. Според ВМРО ДПМН, Марковски, близок соработник на белорускиот председател Александар Лукашенко, добил дури 66 тендери вредни 141 милион евра од СМ за неговата Марковски компани. Вкупната бројка на тендери за компанијата во периодот од 2019 до 2023 година според соопштението изнесува 77. Тендерите доделени од СМ изнесувале 93% од вкупната вредност на сите тендери, се вели понатаму во текстот. Марковски е под истрага за сомнителни тендери. Освен што во време на власта на СДСМ, Заев и Филипче, Марковски ги добивал најголемиот број на тендери од СМ, туку и фирмите произведувачи кои соработувале со него биле или на кланот Заеви или на блиски лица до нив. Како врска помеѓу Путин и СДСМ, ВМРО ДПМН го спомнува и рускиот олигарх Александар Онишченко, сега веќе осуден на 15 години затвор во Украина за корупција и перење пари. Говдомија во државата му дадоа државјанство кога ниедна друга држава не го примаше, велат од ВМРО ДПМН. Врските со Марковски и Онишченко само ја потврдуваат очигледната близина и добрите бизнис контакти на Филипче и Заев со лица близки на Путин и Лукашенко, тврди ВМРО ДПМН. А заедничко за сите овие лица е тоа што за сите постојат основани сомненија дека се дел од различни криминални и корупциски шеми, а СДСМ, Заев и Филипче за свој бизнис интереси и остварувања се ставија против државните интереси.
Нема простор за загриженост и снабдувањето со горива во државата е стабилно, порача Христијан Мицковски посредба со представниците на нафтената индустрија, на која се разговарало за состојбата со нафтени деривати во услови на глобални енергетски предизвици. Премиерот информираше дека на состанокот се анализирала актуелната состојба на пазарот, особено во контекст на кризата на Блискиот Исток и можните влијанија врз снабдувањето со енергенси. Разговаравме за актуелната состојба со нафтените деривати, имајќи ја предвид кризата на Блискиот Исток и глобалните предизвици во оваа индустрија. Заклучивме дека нема простор за загриженост и дека состојбата е целосно под контрола. Залихи на горива има и нафтените потреби целосно се задоволуваат, напиша Мицковски на својот Facebook профил. Тој посочи дека институциите внимателно ќе следат состојбата и дека ќе се реагира доколку се појават потреби за дополнителни мерки. Ќе продолжиме будно да ја следиме состојбата и ќе реагираме во зависност од реалните потреби, додаде премиерот. Изјавата на Мицковски доаѓа во период на зголемена неизвестност на светските енергетски пазари поради ескалацијата на конфликтите на Блискиот Исток и можните последици врз глобалното снабдување со нафта и нафтени деривати. Kad si odiš mare, se za mene stvoriš. Ne sum bil za tebe, javo da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, jas da te imam. Daj mi daj, jas da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, a da vidiš lično mare, kolku pari vreda. Daj mi daj, jas da te imam. Daj mi daj, jas da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, a da vidiš lično mare, kolku pari vreda. Kad si odiš mare, so drugarki zboriš. Ne sum bil za tebe, ja vol da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, jas da te imam. Daj mi daj, jas da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, a da vidiš lično mare, kolku pari vreda. Daj mi daj, jas da te imam. Daj mi daj, jas da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, a da vidiš lično mare, kolku pari vreda.
smešan, pa da vidiš lično Marek. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А за самиот крај во катчето за најмладите да ја чуеме приказната за зајакот и желката. Ви посакувам пријатен ден. Ми треба совет. Каков проблем имаш? Другарка ми не престанува да плаче. Аман, што се случило? Наставничката по танцување рече дека нема да учествува на следниот надпревар. А до сега без неа не се замислуваше ниеден наш настап. Сигурно има причина зашто е тоа така, нели? Наставничката вели дека другарка ми е многу талентирана, но во последно време отсуствуваше од часовите и кога доаѓаше не вежбаше баш. И сега плаче. Не знам како да ја помогнам. Па, ќе й кажеш дека сега е доцна да плаче. Ќе й кажеш дека била вообразена, мислела дека е најдобра и со самото тоа си наштетила на себе си. Но не е ништо страшно, се може да биде поинаку. Ако пак се отепа од вежбање на часовите како некогаш? Токму така. И знаеш, уште што друго можеш да направиш? Кажувај. Можеш да ја раскажеш басната за зајакот и за желката. Слушај. Си бил еден зајак. Си била една желка. Зајакот, како и сите зајаци, бил многу брз, а желката се правела полека. Еден ден се сретнале на една цветна ливада. Желката учтиво го поздравила зајакот и му рекла: "Слушај, зајаку, се обложувам со тебе во што сакаш, дека ќе стигнем во шумата пред тебе." "Зборуваш глупости, Желко?" се изнасмеал зајакот. "Јас, кој трчам подобро и од најбрзиот пес во селото, јас, кого не може да го стигне ни најбрзиот ветер, зарем јас да ја изгубам трката? О, Желко, глупава Желко." Желката била упорна. "Не си фер, дај ми шанса." "Па, како сакаш? Ајде, прифаќам да се обложиме," рекол зајакот брзо, застанал до желката и почнал да брои. 1, 2, 3, тргнуваме! Желката веднаш тргнала. Брзала колку што можела, но тоа сепак не било брзо трчање. Полека се движела напред, но не гледала ни лево ни десно. Гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. А зајакот, тој не ни тргнал. Стоел и размислувал. "Зашто да брзам?" си рекол во себе. "Имам време. Оваа желка се влече како полџав. Еден мој скок, нејзини 100. Можам да седнам, да се одморам, да попасам тревичка. Сето тоа можам да го направам и пак да стигнам на време пред желката." Како што си рекол, така и си направил. Седнал и со подсмев ја гледал желката како полека се движи пред него, како не гледала ни лево ни десно, како гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. Зајакот ја гледал, а мустаките задоволно му се смешкале. Убаво се поднаместил под едно дрво, дури и се протегнал. Кога пододморил, почнал да се чести со тревичка. "Ням, да си апнам, да си го наполнам стомаков и со полн стомак побрз ке бидам од желката влечка", си мрморел така сам за себе зајакот. Но, во еден момент се стаписал. Од изненадување не можел да се помрдне. Желката никаде ја немало. Ја барал со поглед на сите 4 страни, но од неа ни трага, ни глас. А таа, желката влечка,
веќе била крај шумата и требал само еден миг па да стигне прва и стигнала прва. Доцна зајакот тргнал по неа. Доцна почнал да трча, доцна јурел како ветар, доцна трчал како што ни најбрзиот пес во селото не би можел да го стигне. Доцна. Кога дотрчал, целиот зазбивтан до шумата, желката сладко му се изнасмеала. И сега кој е глупав? Кој? Се јасно. Друг пат, зајко, биди поумен и немој да заборавиш дека често и најголемата брзина не помага. Ако не си ја почнеш работата на време. Вообразенко ниеден. Да одам кај другарка ми. Знам што да ја кажам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.